Најавивте борба со лажните вести, одржавте и владина седница која кратко време беше отворена за јавноста и предизвика доста контроверзии. Медиумите различно ја толкуваат таа стратегија која допрва ќе се изработува, ако добро разбравме. За едни тоа е лажна борба против лажните вести, за друга страна вие не сте биле транспарентни, не сте кажале што ќе правите. Има една трета страна која тврди дека ова се обиди на владата да ги регулира медиумите и дека тоа може да има и некакви последици како цензура. Што точно ќе прави владата? Од третото ќе почнам. Не станува збор за никаков обид или намера за регулација на медиумскиот простор. Ова беше акцијска група на иницијатива на владата, во која што се вклучени и председателот на државата, председателот на собранието, клучните министерства во владата и трите разузнавачки агенции. И всушност владата смета дека и сите институции кои што прифатија да присуствуваат и да бидат активни во таа акцијска група за справување со лажните вести и напади врз демократијата, сметаат дека конечно е крајно време да почнеме да работиме да се соочиме со овој проблем кој што постои и во Република Северна Македонија, меѓутоа ми се чини дека е распространет насекаде. Веднаш да расчистиме дека ниту имаме намера нешто тајно да правиме, ниту нешто задкулисно. Работниот дел беше отворен за новинарите, обраќањата беа отворени, а потоа, бидејќи на состанокот беа присутни и од агенциите. Ама што точно ќе правите? Знаеме што се лажни вести и кои се последиците? Затоа е последиците? акцијски план. Првата работа е што треба институциите да ја направат, да си ги обезбедат и да ги усовршат безбедносните протоколи внатре во институциите, да ја зголемат до максимум транспарентноста на институциите, да бидат целосно и отворени за граѓаните за сите информации што им се потребни. Внатрешно вработените во институциите да имаат информации што се случува и како комуницираат со јавноста. Тоа е работа на тоа е друго. институциите. Како ќе се бориме сега ние со дезинформациите, па, со ако го погледнавте транспарентност? акцијскиот план, тоа е дел. Тоа е едниот дел. Вториот дел е заедно со јавноста, здруженијата на новинари, граѓански организации и така натаму, да ги поставиме правците како генерално ќе се справуваме со овој проблем. Бидејќи ова не е проблем само на владата. Ова не е проблем ни само на медиумите. Ова е проблем во општеството, затоа што креатори на лажните вести не се само медиумите. Тука се и политички партии, поединци, истакнати личности, се што може да искреира лажни вести. Дополнително, јас и во моето обраќање кажав дека лажните вести доаѓаат и од дома, меѓутоа и од надвор. Македонија е во еден вид на специјална војна од надвор, особено овој период пред добивање датумот за почеток на преговори и пред членството во НАТО. И од тие причини, не само заради тоа, меѓутоа генерално сметаме дека треба да се покрене една акција и добро е што сме први во регионот. Владата нема намера да доминира и да наметне решенија. Никогаш. Особено да не станува збор за било каква намера и обид за регулација на медиумите, веројатно мислите тука на сферата на социјални медиуми, бидејќи целосно ги почитуваме ставовите и размислувањата на здруженијата новинарски околу саморегулацијата и стоиме позади во поддршка на сето она што тие го работат. Вие бевте долги години новинар. Долги. Пред формирањето на оваа влада бевте опозиционери и еве велите владата сака да се бори со лажните вести. Но што кога премиерот и министрите на оваа влада се појавуваат и легитимираат новинари и медиуми кои беа лица на пропагандата. И тука не збориме само за пропаганда. Зборуваме за личности кои крева етничка тензија, кои промовира идеолошка омраза, кои буквално со своето известување и со пари од надвор, бидејќи зборите за странска пропаганда, доведоа 2016-та ја доведоа Македонија на рап на граѓанска војна. Како тоа легитимираат? Кога ќе се појави премиерот, кога ќе се појавите вие, кога ќе се појавува цел кабинет. Каде? Еве ке Слави Царсовска од Сител, например, јас немам проблем да именувам имиња. Добро соработува оваа влада и со Иван Мирчевски од Канал 5. Сега видете, мора злото да го именуваме, не можеме ние да бегаме од тоа. Какви вредности, каква е пораката? Јас не се согласувам воопшто со вашите квалификации. Па едно време се согласувавте, има и пресуди ваши такви. Јас и за време на опозиционите денови, и како новинар и ден денеска, сметам дека слободата на медиумите мора да биде неприкосновена. Во оваа наша земја постојат закони и правила. Луѓе кои повикуваат на граѓанска војна, министре, не е тоа слобода на медиуми. И затоа постои кривично дело кое е казниво. А ние не видовме никој да биде казнет. Кои се тие институции? Каде се правосудниот систем, кој што треба. Акцијски планови ќе правиме само. Да, ве молам. А lead by example? Не, ќе дадете шанса за одговор или вие ќе си го водите интервјуто. Мислам на начин ваков. Затоа што акцијскиот план ви го образложив.
Говорите за имиња и презимења на луѓе кои што работат во медиуми. Медиуми кои што имаат официјално дозвола од институциите во државата, од агенција за медиуми, тие легитимно постојат на пазарот. Ние што зборувавме цело време кога шетавме по улиците, колку што сеќам вие бевте таму. Велевме дека мора да има слобода на медиуми, слобода на говор, не сме да се повтори реваншизам, не сме тоа зло на пропагандата да се повтори. Сега треба да го повториме. Треба ние да етикетираме други луѓе. Не. Односот на државата, на владеачката гарнитура мора да биде кон медиумите целосно, транспарентен и пристапен. Наша работа е да одговараме на прашања, а пазарот ќе одлучи кој тоа е добар или лош новинар или кој е добар или лош медиум. Ако одредени медиуми, одредени новинари шират дезинформации, учествуваат во кревање етнички тензии, точно, има институции кои што тоа треба да го санкционираат, има здруженија новинарски, има здруженија новинарски, медиумски кои што исто така треба да се произнесат, за да бидат вас гласни. што значи на пример Советот за етика и нивните листи на луѓе кои ги прекршиле етичките правила? И за мене, дали е тоа репер, на пример, каде вие одите и разговарате или не? Апсолутно, и за мене и за владата, не само на Советот за етика, и на Сдруженијето на новинари, и на Синдикатот на новинарите, и сите релевантни организации и медиумски здруженија апсолутно се значајни. И целосна почит и респект имаме кон нивната работа. Меѓутоа, за какви листи вие зборувате од Совет за етика? Јас од тамо, колку што сум информиран, очекувам дека наскоро ќе биде објавен некаков регистер на портали кои што ЗНМ, Сдруженијето на новинари на Македонија и Советот за етика, кои што најинтензивно работат, сметаат дека ги испочитуваат стандардите да се сметаат за професионални медиуми и дека тие медиуми едноставно се респектабилни. Јас тоа го очекувам и целосно го пресуди поддржувам. за прекршување на етичките и професионалните стандарди. Тоа го работи Советот за етика. Верувајте до максимум секогаш. Јас не можам и не смеам да се дозволам, ниту јас, ниту било кој од владата, да помисли, дигне телефон и да побара од некој медиум да биде објавена одлука на етичкиот комитет на Советот за етика или на Советот на честа на ЗНА. Меѓутоа, максимум апелирам и барам сите медиуми да ги објавуваат одлуките. Знаете што се случува? Добивам информации дека заради солидарност, кога Советот за етика или кога Советот на честа на ЗНМ ќе се произнесе, медиумите не ја објавуваат одлуката кога се внесува на определен медиум, бидејќи биле солидарни меѓу себе. Тука е гласот на новинарите да се изборат тие да добијат на јавност, на гласност и на моќ, на затоа значење. и ние разговараме с имиња и презимиња, не знам зашто толку се лутите. Целосно ве поддржувам, не се лутам воопшто, ама дајте ми шанса да ви одговорам. Добивте шанса. Ви благодарам. Вие сте министер, сите ве слушаат кога зборувате, ние колку шанси имаме, вас така? максимално јас ве слушам цело време како зборувате и ви го почитувам гласот. Добро, транспарентност. Вие сте министер за транспарентност и отчетност и добро, факт е, јас ќе се согласам дека оваа влада навистина ги подобри политиките на транспарентност со одредени исклучоци. Секогаш така ќе биде. Не може Меѓутоа, да кога станува збор за отчетноста, малку не сме веројатно таму каде што ние би сакале да бидеме. Имаме низа на случаи за кои новинарите пишувале, кои се отвориле во јавноста, меѓутоа еве нема резултати. На крај се сведува на игнорирање. Говорите нема резултати од кој аспект? Кога ќе се откријат злоупотреби. Добро. Видете. Еве на пример случајот со советниците на премиерот. Токму затоа постои отчетноста и транспарентност и отвореноста на владата. Чи прво информациите се целосно достапни на јавноста. Потоа следуваат коментари, новинарски истории, истражувачки истории, веројатно ви помага таа отвореност и во истражувачките истории. Не верувам дека максимум ви помага, меѓутоа во сериозен дел веројатно ви олеснува работата. Да, приказата за советниците ја направивме благодарение на податоците кои ние ги добивме од владата. Меѓутоа одговорност немаше, не само што нема, туку има едно безобразие, као што и да се случи во ред. Погледнете и листата на советници, не е истата што беше на кабинетот на премиерот. А кои се промените? Затоа ќе мора да го прашате кабинетот на премиерот, бидејќи тие се одлуки што ги носи самиот премиер. Меѓутоа во секој случај апсолутно се слуша гласот на јавноста. 90% од луѓето се исти. Не само јас, него и премиерот и сите представници на оваа владеачка гарнитура постојано говорат: ве слушаме и се коригираме. Ќе има грешки. Не постои идеално општество, идеална владеачка гарнитура. Битно е дали има во грешките, дали има намера или се прават грешките случајно. И дополнително, отчетноста треба да значи и одговорност. Се согласувам дека со тек на време би требало механизмот на одговорност да биде паралелен со отчетноста. Поточно,
Сите оние кои што не ги исполнуваат критериумите на јавноста, имаат проблем со отвореноста кон јавноста и така натаму, за тоа да бидат на некој начин третирани од страна на оние кои што ги назначат. Добро, работа на академијата е да ги предвидува процесите, наша како новинари е да инсистираме на одговорност. Точно, апсолутно се согласувам. Јас велам дека треба и мора да има одговорност. И ки има одговорност? Па да, па и има одговорност. Па вас сепак вие колега Садула Дурако, тоа одговорност. Зашто? Знаете какви беа реакциите во јавноста? Па реакциите во јавноста Кој е задоволен од неговата работа? Да, јас видите. Меѓутоа се стекнува впечаток дека што и да направиме е исто. Не е така. Ризикот на отвореноста кон јавноста е тој да бидеме дури можеби прекритикувани или премногу изложени, меѓутоа ние го преземавме тој ризик. Јавноста и некои медиуми, особено портали, праваа ранг листи, листи на отстрел на министри и така натаму врз некакви анкети кои што не беа базирани. Правеа ранг листи на отстрел на опозиционери кога бевте, па вие им одите на интервју, но не се. Кои што ниту беа базирани врз било каков научен метод и така натаму, јавувања телефонски, не знам како се прават тие анкети, одеднаш избиваат имиња и презимиња и треба тие да бидат отстранети. Сепак мислам дека и самата новинарска заедница мора многу посериозно да пристапи кон некои прашања. Апсолутно ги почитувам најголем дел од медиумите, особено и вашиот медиум кој што темелно истражува и информира, меѓутоа има и такви кои што знаете како работат. Кој може да процени како е направена таква некаква анкета, а при тоа се омаловажува, се шиканира некој име и презиме и едноставно се става некај на ранг листа. Можеби на некоја група на собственичките структури не му одговара Роберт Поповски, ќе го ставиме горе прв за острел. Не може така да се прави. Треба потемелен пристап. И па сетоа се враќаме на моето прво прашање. Принципиелноста е многу важна во новинарството. Луѓето кои денес дезинформирале, луѓето кои денес го правеле тоа што вие велите, утре само ако речат Роберт Поповски е симпатичен, вие на интервју ќе им отидете? Јас ќе отидам секаде каде што ќе ме поканат на секој медиум кој што во оваа држава функционира согласно законските одредби. Без разлика на професионалните етичките стандарди. Професионалните колку се негуваат во тој медиум и кај тие новинари. Ама велите треба да се бориме со овие луѓе, па после се треба да дебатираме или да се бориме. Ве молам, се ваша работа. Тие се ваша, никогаш нема да ви се помешам ниту јас ниту владата. Ние ги почитуваме до максимум. Меѓутоа, ако има некаква листа на луѓе кои што сметате како новинари, како ако има професионални стандарди, нема да има и ситуации во кои вие сте се нашле. Ама дали треба владата да ги наметне тие професионални стандарди? Никогаш. Така? Никогаш. Не сме да помисли. Но прашање, со што сака владата да се идентификува, со професионалците или со другите? Владата има обврска да одговори на прашања на јавноста. Ама со што сака да се идентификува? Има обврска да одговори, нема обврска да седи 1 сат на интервју никој. Со што сака да се идентификува? Со целосна поддршка на независност и слободата на медиумите, слободата на говорот и на изразувањето. По сите основи. Нема право да прави поделба на едни, други, трети, пети, блиски до владата или критички кон владата. Тоа не е логично. Особено што сега нема близок до владата, сите се критички. Не зборуваме за поделби, зборуваме за принципи. Принципите се овие. Принципите се базирани на факти и аргументи и нормални стандарди. Има закони, има етички критериуми. Етичките ги пропишувате вие. На состанокот за лажни вести беше министерот за внатрешни, беа и луѓе од разузнавањето. Да. Го посочивте ли проблемот со непостапување по делата одговор на омраза кои се шират низ медиумите? Во затворениот дел кој што мораше да биде затворен затоа што имаше безбедносни служби, директорите на безбедносните служби, разговаравме за многу прашања. Дополнително, значи на следните седници кои што ќе следуваат, дебати, дискусии кои што ќе ги правиме заедно и со граѓанскиот сектор, многу од овие прашања ќе ги отвориме за дискусија. Денеска не можам да ви кажам нешто што се уште А кога ќе биде готова стратегијата? Очекувате дека таа еднаш за секоја ќе биде готова. Тоа е документ што стално ќе треба да претрпува измени. Да, ма прво треба да го изработиме тој првиот, па потоа и да трпи. Она што се однесува до обврските на владата кон институциите внатре, тоа ќе го сработи владата и ќе биде доставено јавно на увид на јавноста, што е можно поскоро. Другото зависи од заедничката активност. Заедно со граѓанскиот сектор, невладините организации, здруженијата новинарски, тоа заедно треба да го работиме. Велам, не се само медиумите тие кои што креираат лажни вести. Има многу креатори на лажни вести во општеството. Имате представници на опозицијата, парламентарци кои што одговорница креираат лажни вести. Имаме парламентарци кои за свој адвокат, како на пример Еве Кирацовски, кој од владачката партија го најмува иконата на лажните вести Тајле Арсов. Па не знам дали е икона или не, меѓутоа тоа треба Кирацовски да го преиспита. Треба, тоа треба да го преиспита, да. Добро. Ако е така. Така е. Ако ни верувате. Океј. Како што рековте. Да. Добро, ви благодарам. Ви благодарам на интервјуто.